гледачи, почна работната недела, вие со нас Црвена линија, со Тина и со Тео, нормално. А Тина, што ќе збориме? Така, денес имаме тема со која што ќе стартуваме оваа работна недела во Црвена линија. Ве очекуваме секако на самиот почеток ќе потенцирам 023076677, а ќе дискутираме на следнава тема. Дали градоначалниците, освен со издавање маркици и продажба на земјиште, знаат друг начин за пополнување на општинскиот буџет? Токму така, и додека сме со оваа наша главна тема, нормално ние поставивме анкетно прашање, односно анкета на нашата социјална мрежа и Инстаграм Црвена линија, исто така и Телма телевизија, со прашање вакво, да видиме дали би живееле во внатрешноста доколку стан од 80 квадрати е 32.000 евра. Правилата си ги знаете, вие гласате да или не и ние после рекламите ги покажуваме крајните резултати. А така и со вклучувањето во Црвена линија, без малку ќе ве потпрашаме и вие да ја пополните нашата анкета, секако и да го кажете вашиот став. Но секако ќе ве подсетиме и што не треба да пропуштите вечерва на Телма телевизија. Маржите замрзнати, ДДВ-то намалено, цените на прехранбените производи не паѓаат. Како државата ќе стави ред, одговори на овие и други прашања вечерва бараме од директорката на УЈП Сања Лукаревска и директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска Димовска. Топ тема вечерва со Боби Христов од 19 часот и 15 минути. Тоа е тоа вечерва што не смете да пропуштите, а сега исто така што не смете да пропуштите е прилогот на нашиот колега Петар Догов, што го има спремено, што е поврзан со нашата главна тема. Па да го видиме заедно. На западната страна на Скопје повеќе децении гордо стојат исправени овие препознатливи бели згради, символ на скопско влае. Од високо го надгледуваат паркот и кејот на Вардар. 4 децении подоцна тие нема да бидат единствените бетонски џинови во оваа урбана населба. Предлог деталниот урбанистички план предвидува неколку новитети, вклучително и на оваа локација, што видно би го измениле изгледот на овој дел од градот. Долгогодишните жители на Влае сведоци биле на првите објекти кои никнале кога градот се ширел кон запад. Сега се разочарани од тоа што им го подготвуваат урбанистите и инвеститорите. Жителите на населбата денес се собраа во паркот за да се информираат и едуцираат за деталните урбанистички планови кои што наскоро ќе се најдат на гласање во Советот. Бараме дупот во Влае да се измени со тоа што да нема згради, туку да има зеленила и да има примерен и хуман начин на живење за нас и за нашите деца. Општината Карпош на граѓанскиот активизам и активностите поврзани со урбанистичките планови во Влае гледа како на политичка игранка и популизам. Во соопштение велат дека во овој предлог ДУП нема ништо спектакуларно или нешто што не постоело уште во претходните планови. Организаторите на денешниот собир на граѓани ги поканија и советниците од општина Карпош да дојдат и да видат што и се подготвува на населбата, доколку деталниот урбанистички план дојде до точка на гласање. Присутни представници имаше од сите политички партии застапени во Советот, освен од партијата на градоначалникот Јакимовски. А секако веќе на 023076677 го имам и првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, сине, имајте убав ден. Имајте вие убав ден. Прво за градоначалниците. Градоначалниците 2018 година им дадоа помош. Они место парите да ги употребат за тоа што треба, вработуваа и тие и овие партиски војници. И ВМРО и СДС работуваат партиски војници. Друго во Влае, сине, во ова кризно време црква не треба. Цркви имат 100, ето Ѓорче Петров на 2 минути 3, што ќе му црква на луѓето таму. И трето, на пензионерите рекоа дека ќе ни дадат 3 месеци, март, април и мај, по 1000 денари на пензијата, јуни, јули, август, што ќе прават пензионерите со тие пари? А фирми ќе градат згради, срамота. Ајде, убав ден. Благодарам. Јасни, прецизни и останете до крај на ова денешно издание на Црвена линија. Сега вака, само ќе најавиме дека нешто подоцна ќе разговараме токму и со Татјана Стојановска, која што е член на Советот на општина Карпош од Независни за Карпош. Така да може само да ве подсетиме дека имаме и анкета, ќе ја покажеме уште еднаш и веднаш ќе преминеме на нашата гостинка.
Тео, може ли да ја видиме? Сега вака може, анкетата ни е нашата социјална мрежа на Инстаграм, на стори, Така, што дали ви би може да видите. живееле во внатрешноста доколку стан од 80 квадрати е 32.000 евра? Одговарате со да и не. А ние секако велиме добар ден за нашиот денешен гостин, Татјана Стојановска. Драго ни е што ве вклучуваме во црвена линија, малку е жешка темата, бевме некако поттикнати од последните случувања и реакциите на жителите на Влај, но неминовно е дека постојано се добива информација дека во секоја некоја општина нешто се гради, како повеќе да се стекнува буџет од продавање маркици, земјишта, отколку можеби на некаков да речеме, иновативен начин и добар за општото добро на општината. Па дали го оправдувате издавањето на маркиците и продавањето на земјишта за пополнување на градскиот буџет? Еве, ова било првото. Вака всушност и независни за Карпош се појави една политичка сцена, така да ја наречам, токму од тие причини што на луѓето, граѓаните во општината веќе им дојде преку глава тоа енормно зголемување на бројот на згради, бројот на жители, без соодветно решавање на инфраструктурата и без соодветно планирање на просторот. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушам. Да, добро. Значи, ние настапивме некако дури и не доживуваат во самата општина како најголеми борци против носење на дупови. Не, напротив, ние сме за тоа да се донесат хумани дупови. Сега, кој проблем е најголем во општините воопшто? Се јавува проблемот на приватната собственост, односно стекнато право. Значи, некако луѓето ги разбираат работите обратно од тоа што би требало да биде. Да не се планира во однос на тоа како изгледа просторот и што е возможно на тој простор, туку што е максимум што еден инвеститор, приватно лице, физичко лице, дали правно или приватно или физичко се здобива со право да гради што намислил во најголема максимална верзија. Апсолутно не е возможно да на тој начин се обезбеди комплетна и инфраструктура и поставеност на објектите, па и слика на градот, една фина, убав изглед на општината и градот со едно такво планирање. Не можете вие да имате еден инвеститор за конкретен блок, за одреден дуб, во кој што тој одлучува само за неговата зграда, другото остава како што е. Мора да се има еден типски начин на решавање на тие проблеми. Според мене тука е основниот проблем и најдобро решение би било доколку се оневозможи планирањето, дуповите да се изведуваат во рамки на приватни иницијатори, него тоа да го прави општината. Независно иницијативата нека биде од приватен собственик на парцела, но општината да го контролира и да го следи, односно да ги налага стандардите на тие дупови. Тоа се случува моментно и во Влај. Значи имате инвеститор кој што на место каде што постои барака ниска, се бара да се направи зграда од 11 ката. Молам, како тој има комплетно законско право тоа да го бара, дури и планерите да го вцртаат. Но како тоа ќе се одрази на целокупната инфраструктура во тој дел на градот? Тоа е еден од најгорливите делови во тој дел. А имате такви конкретно во општина Карпош многу, бидејќи јас настапувам од позиција на едно граѓанско здружение во кое што членува жената која што успеа да ги собори овие дупови на уставен токму од тие причини. Така, исто така се добива впечаток дека градоначалниците и советот немаат идеи како да се наполни буџетот. Има ли понудено проекти до општината со кои ќе дојде до зголемување на буџетот? Само што го разгледував токму поради гостувањето во емисија во буџетот. Апсолутно не се мали парите кои што се влегуваат во буџет. Може сосема слободно да се покрие многу голем дел од замислените нели активности, иако оваа година имаме скратен буџет, но не сметам дека е неопходно ова продавање на земјиште, до оформување парцели не представува толку битен момент како што се обидуваат вработените во општина и самите градоначалници да го представат како битен момент за финансирањето на општината. Апсолутно општината може и мора да изнајде други начини на функционирање.
има доста дотации во рамките од нели државниот буџет, ако треба може и таму да се зголеми, а постојат и многу други опции. На крај искрено постојат и многу NGO да ги така наречам, значи независни здруженија кои што може да понудат средства, кои што може да се исцрпат од европски фондови. Потребна е таква една поголема и поширока соработка со истите. Вакво финансирање само преку градби во кои што не се размислува дека ние не можеме само да донесеме жители, на тие жители треба да им обезбедиме, како и на тие што ќе дојдат, така и на тие што живеат таму, треба да им се обезбеди хуман живот. Со вакво носење на дупови, каде што вие предвидувате да дојдат уште енормен број на луѓе, а не предвидувате како тие луѓе ќе се обслужат и во рамките на паркинзи, во рамките на свеж воздух и во рамките на зеленило кое што нагласува дека не се намалува. Како не се намалува кога вие носите уште 10.000 луѓе во тој дел? Так, да кажеме една предпоставка. На пример, дали општината така се добива впечаток дури да не се кога зборуваме и за општината Влае, таму има простор игралиште кое во моментот од јавен интерес, значи сето тоа е бесплатно, но во најава доколку не се изгради па ќе кажеме висококатница која што ќе биде со позиција со поглед на Кеот, тогаш најверојатно барем од луѓето од борба за Влај ни открија дека сушност тоа игралиште ќе се приватизира. И сега се поставува прашањето дали општината финансиски губи или добива ако ги сочува парковите, игралиштата и другите јавни објекти. Ние таков впечаток имаме дека некако ако ги сочува тие да ви кажам, нешто ќе изгуби многу. Не е се уште предвидена таква приватизација, но луѓето се изборени од претходни ситуации, па затоа пред време реагираат. Значи, во тој план тоа зеленило се уште стои, се предвидени некои објекти, но се смета дека ќе останат нели во односно општествена собственост, во собственост на општината. Но добивка од тоа вие да приватизирате државно земјиште нема, апсолутно нема. Самите, на пример, еве идеја, самите паркови може да се овозможи да функционира или да управува општината со нив. Тука грешки имат буквално сите градоначалници, да не споредуваме сегашниот, минатиот. Еве имаше еден таков пример каде што општината изгради еден адреналински парк кој што потоа го даде на користење на приватен инвеститор. Такви работи не смеат да се дозволат. Морам да нагласам дека општина Карпаш во моментот е во страшна ситуација во однос на тие дупови, токму поради тоа што голем дел од нив не се донесени, притисокот на советниците е голем, но сметам дека има голема волја кај сите членови на советот да не се дозволи понатамошно ширење на градбите, да се направи еден вистински проект за општината да функционира како место за живење на тие луѓе што веќе се во тој дел. Не да се предноверувате тие средства апсолутно не се доволни за да се покријат потребите на граѓаните, затоа што се создаваат нови потреби за граѓаните, нови паркинг места, потребни нови игралишта, нови градинки. Значи вие си го правите проблемот поголем од тоа што е, наместо да го решаваме, го прошируваме. Татјана, благодарам многу што одвоивте време да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија. Сега го станете докрај да ги слушнете мислењата и ставовите и на гледачите на нашата емисија. Благодарам. А сега идеме со нашите гледачи. И велиме добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ премникот. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Поздрав до вас и до Црвена линија и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова тема што ја поставивте требаше порано да се постави затоа што кај нас на некој начин овие градоначалници сега што дојдоа увек фрлаат вина на претходниот началник и така натаму. Искрено да ви кажам, јас сум учествувал во тие проблеми кога се дава на увид дупот. Тоа што има забелешки од страна на граѓаните. Тие забелешки треба да ги разгледаат. Таа работна група со начело со урбанистот во општината и на некој начин треба тие приметби што ќе се дадат од граѓаните да се земат во предвид. Еве имаме случај сега за во Влае, кај што има вчера има некои штрајкови таму
граѓаните не сакаат ништо, пошто денески го слушаме Стефче Јакимовски, кажуваат дека тој не бил крив. Нека извинат градоначалниците, самоволие си прават со тие дупови и на некој начин таа урбана градежна мафија е присутна што повеќе во Скопје и со таа урбана мафија нас градот ни го затворија, продажот ни го затворија и ние немаме воздух. Затоа јас би му порачал на сите градоначалници, поготово на град Скопје, да престанат со тие градби и доста му е на скопјани ѕидови кои што се штитат од непријателите. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Ама да не ги забораваме тие и оние кои што коментираат на социјалните мрежи. Така, кратко ве подсетам, вие да се вклучите преку нашите социјални мрежи во денешната емисија, си знаете, преку социјалните мрежи, Црвена линија Facebook, Црвена линија Instagram и Црвена линија Twitter. Во коментарна тема на денот, но и во пораки во меседж, може да ни го пратите вашето размислување за нашата денешна главна тема, нормално и за анкетното прашање. И највеќе ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. А сега да видиме што се случува на Facebook. Имаме сега тема на денот, Бранко Кацаковски ни ја сподели нашата тема на денот и он си има пишано "Влае не го даваме". Така? Интересно е дека ова е проблематика која што подолго време се случува и тоа не само кога станува збор за оваа општина. И не случајно, секако го поставивме и на прашање анкетно, дали би живееле во внатрешноста, доколку можете да обезбедите стан од 32.000 евра, односно од 80 квадрати, што е многу важно. Одиме со вклучување на следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме? Ајде уште еднаш од мене. Добар ден. Да, ако може малку погласно ве молам. Погласно, еве зборувам гласно. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушаме, да. Друг уклучуваат. Само намалете го тонот на телевизорот, за да може јасно и убаво да се слушнеме. Дали сте се уште на линија? Да. Ало. Добар ден. Добар ден. Почнете. Дали градоначалниците, освен со издавање маркици и продажба на земјиште, знаат друг начин за полнење на општинскиот буџет? Па ќе кажам нешто што до сега не се го спомнале, останатите гледачи. Со ни се слагам до сега, се. Меѓутоа, најмногу се зборува за Скопје. Има и други општини. И ви кажам пример за помалите општини, како што Штип. Секако. Слушнеме, да. За сите општини. Да. Видите вака, сите знаеме дека кога ќе паркираме возило во градот, го плаќаме паркингот. Меѓутоа, кога некој на улицата си направи гаража и го користи тоа не како паркинг, како гаража и како шупа, во општината нема сила да се тоа турне. Во колку нема сила да се турне, има можност да му се наплаќа и на тај човек кирија за тоа место што го држи. Ќе се праша секој дали на улицата после тоа ќе изграде кујна или гаража, ако треба, за една година, по еден ден од квадрат да му зимат, како што зимат на кафаните што ги зафаќат тротоарите. Ќе се праша дали му се исплаќа да изграде кујна на улицата, кој ќе треба да плаќа годишно кирија по 300 или по 200 евра. Значи, ќе се намале дивата градба по самите улици. Улиците по малите градови се претворија во сокати. Имам разговарано вака на линија со градоначалникот, општинскиот градоначалник. Вика, шо да ви правам јас тоа само, вие сте градиле без веза. Некој градил, не само секој. Ако некој по партиска линија е заштитен, покрај него и другите градат. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија, го цениме вашето мислење и секако одиме со вклучување на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар, ало? Да. Да, ве слушаме. Добар ден. Еве, веднаш дајте ни одговори на нашето анкетно прашање. Благодарам. Ја го смалив телевизорот сето тоа и на слушалка зборам. Одлично. Одлично. Еве, одговорете ни ова, дали би живееле во внатрешноста доколку стан од 80 квадрати е 32.000 евра? Да или не? Не. Не.
Одиме сега со вашиот став во Црвена линија. Моето прашање е следното. Се работи за сите градоначалници на сите општини на град Скопје. Не се работи за една општина, 2 или 3, 12 општини. Видите вака, Законот за експроприација уште од 64-та година се спроведе и буквално што се одзема од луѓето, од собственици земјиштето за изградба на населби во градот Скопје, во тој закон стоеше вака. Вели, ако во рок од 15 години, 10 до 15 беше, требаше, ако не се изгради ништо на тој простор, општината е должна, било која општина, дали е тоа сега пример Кисела вода или Козле или не е важно, мислам Газибава не е битно, треба да се врати на поранешен собственик. Што станува сега? Земјиштето не им е вратено на поранешни собственици, а тоа нивното земјиште се дава сега на други. Па имало тука до него направен ова, изграден ова, заргави вака, турил 2 жички, поминале проектанти, баму, таму, ова, она, сега поранешниот собственик фактички го губи правото на владение. Порано имаше едно предимствено. Благодарам што го споделивте вашиот став. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди за секој гледач. Така, сега да видиме околу Твитер заедницата. Саке, да дојдам на вас, пуштам брза железница и да биде поврзан секој град во Македонија. 30 до 40 минути, Гевгелија, Скопје, и ќе нема потреба да се селат луѓе во Скопје. Ке живни провинцијата, али ај да не бладам да си идам на работа. Така, вадим и од твит заедницата нешто што се врзува токму за оваа тема, но оно што е најважно, ви имаме вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Да, добар ден уште еднаш. Целно само во врска со коментарот пред, да речам, двајца гледачи што беше касно се вклучив, меѓутоа патив момент околу приватните иницијативи и тоа дека инвеститорот, нели, кога ја го финансира ДУП-от, во никој случај не треба тоа да значи дека треба желбата на инвеститорот да се исполни. Значи, приватната иницијатива значи финансирање на деталниот урбанистички план, кој што многу општини не се во состојба да ги финансираат. А во никој случај не значи исполнување на желбата на тој што го тоа, значи, општината не е само општината таа што одлучува за содржината во ДУП-от. Значи, првиот чекор е општината. Па после имаме град, па после имаме урбанизам, Министерство за транспорт и врски, па после оди на совет. Значи, тоа се чекори што во никој случај не е само општината таа што решава за содржините на деталниот урбанистички план. Таа може да предложи, меѓутоа не значи дека таа е таа што ќе одлучи за сето тоа. И јас мислам, вие како медиуми, целата јавност, сметам дека се створи една таква лоша клима, дека се е бетонизација, дека се е корупција, дека се е како да се изразам, не знам. Па дајте оставете и тоа што треба да се изгради. Времето истече и еве како насока ќе дадеме дека ние едноставно реагираме на она што го бараат граѓаните, а по реакција на оние кои што сметаат дека тоа не треба, секако реагираме и ве прашуваме сите вас. Затоа сте и тука да ни се јавувате и да го кажувате вашето мислење. Така, сега да се свртиме кон Твитер заедницата со нов пост од Лапте. Сите градоначалници на Скопје продаваат рамења, зглобови, спони и амортизери. Немам друго објаснување за улициве. Малку комично, но секако многу поважно е гледачот да го слушаме веднаш. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте на линија, ќе ви ја покажеме анкетата, сакаме да го искористиме вашето јавување. Дали сте, доколку имате можност да живеете во внатрешност и ви се понуди стан од 80 квадрати, а чини 32.000 евра, дали би живееле? Па видите се, во внатрешноста сите бегат од внатрешноста, не би сакал ни ја да одам. Меѓутоа сите сакаат да одат во главниот град, таму каде што условите за живот се далеку подобри и сигурно дека јас би отишол тамо да... Значи одговарате со да.
Да, сигурно. Сега јас ободнав на ваше опраш, затоа не ми земајте повеќе време, затоа што вака сега. Прво, значи, да бидеме реални, општините голем профит добиваат од продаденото земјиште, кое што им значи многу. Но овдека најмногу му значи на градоначалникот, затоа што тие градоначалници станаа веќе граѓани на секоја зграда и сите на нив му викаат: "Здраво комшија, како си комшија, добар ли си?" Значи, се додека не се промени свеста на нашите водачи во политиката, ние се дотогаш ќе имаме вакви проблеми, значи да оно што е на сите нас, да го приграви една особа и да го уновчи тоа повеќе за лична корист отколку за општеството. А се е од општеството. И ние сме дел од општеството. И треба сите да си ја промениме свеста, да си ја промениме карактерот и да размислуваме и да работиме за доброто на сите граѓани, но не само за комшијата, односно здраво комшија. Ми се чини дека тоа една за секојаш треба да се тргне, а оно што се добива, стварно, значи, одреден процент се добива од тоа земјиште, тоа, значи, тие пари треба да се искористат на рационален начин, тие пари треба да влезат што сега во изградба на патишта, на улици, на училишта и така натака. Ако сето тоа така се искористи, значи тоа ќе им кажеме благодарам на сите тие, но сепак на крај ќе завршам. Го злоупотребува тоа за личен интерес. Благодарам што го споделивте вашето мислење со Црвена линија. Така, сега имаме порака од Елена за нашата тема. Зошто на приватно земјиште во општина Карпуш, каде дадена маркица, по половина на општината одземена? Градоначалникот не превзема ништо, само топката се префрла од едни на други. А секако вие продолжете да коментирате на нашата Facebook страница Црвена линија, Instagram и Twitter. Коментарите секако ќе ги споделиме во време трајање на ова денешно издание. И добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ако може малку погласно, убаво да ве слушнеме. Добар ден. Одлично. Во Црвена линија сте. Благодарам. Би сакал да сосунам на колегата што го прочита тоа. Да ве слушнеме? Само... Клучени сме, ало? Дали се слушаме? Да, ало? А сега имаме друга гледачка, имаме сега. Добар ден. Добар ден. Да, во Црвена линија. Да разговараме? Да, Вие сте, Црвена да. линија. Да, Црвена линија. Вие сте, да. Сакаме да кажеме дека најдобра емисија имате и убаво што сте отвориле оваа емисија. Благодарам. Не сме задоволни ние од градоначалниците. Градоначалниците стана најголеми богаташи. А сите земја, државни имоти ги испозимала. Се продава. Си носат своји, они си ги зимаат, они си подпишуваат, они продаваат. Тоа е катастрофа. Имотите на народот од прифатен имот го ставаат државен имот. Под закупи го даваат на други нивни пријатели, своји, катастрофа. По 1 евро го купуваат, по 20 евра го продаваат. Тоа е катастрофа. Народот плаче, останаме без земји, без имоти, катастрофа. После 30 години под закуп го зима, го заградува другиот, не ги пушта, тоа е хаос, хаос. Се збогатија, најголеми богаташи станава, после 30 години, 20 години, 10 години ги продаваат, си ги присвојуваат, а луѓето тоа е катастрофа, катастрофа. Најголеми богаташи станава. Благодарам и за вашето учество во Црвена линија. А на социјалните мрежи... Така, сега пак се враќаме на Твитер. Имаме од Илијанчо. Неизграени градежни парцели во приградска населба во Валенсија. Плачат за маркици. Плачат. Што не беа во Скопје. Така една паралела направена како изгледа сето тоа во Валенсија и што би се случило ако во Скопје. А нам во Црвена линија не се случува уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, Црвена линија. Дали сум јас на линија? Да. Вие сте. Јас кратка ќе бидам во врска со градоначалниците. Они многу обеќала за изборите, сега плачат.
А они знаат дека ќе имаат криза, и економска, и со енергетиката криза. Зашто обеќаваат толку? Сега што се жалат? Сега бараат од државата да им се помогне. Што да им се помогне? Ништо не работа, ќе ви кажам. Јас се бали го слушав Стефче. Стефче се брше да дојде за градоначелник, сега се жали затоа што не може да исполни она што треба да го исполни. Со некоја си маркица, со некоја си бензинска пумпа, во влае градинката, школото, да кажеш и убаво му кажа новинарот, да кажете за време на изборите дека ќе градите 11 кафница, немаше да добиете. Све излажа, а сега све им е малку и немаат пари. Нака немаат да видат како е, да не плукаш на еден, а да се радуваш ти да добиеш. Многу е тешко тоа така да го правиш. Сега бараат сите од државата. Не, снајдете се сега, градете капитални инвестиции, донесете за образованието се фалите, ништо не направивте, бетер е образованието. Толку сакам да ви кажам, ви благодарам пријатно. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и Тео ќе потсети дека темата не се врзува само за главниот град Скопје. Актуелно и популарно е моментално општината Карпуш, но се работи за секој општина и сите градови. Така, она што сакаме да слушаме генерално и пожелно е да ни се јавувате и од другите градови, малите места. А она за што зборуваме, дали градоначалниците, освен со издавање маркици и продажба на земјишта, знаат поинаков начин на пополнување на градскиот буџет. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ја ве слушам вас. Одлично, повелете. Одлично, значи соработуваме. Соработуваме, така е. Би кажал вака, ја спомнавте Карпуш, ама не е само Карпуш. Не, сега не, сите градови, сите општини. На цела Македонија. Секаде, значи, ја ваш лук до немај каде од градските татковци. Значи, од општинските татковци да речам. Ја ваш лук не виден, значи, муктисаните до крај. Не до крај, алгибите до крај. Може користам зборови на времето што биле, али тоа е тоа. Значи, у центар ја дадоа таа Нова Македонија тука, тоа земјиште, до 7 евра. И никому ништо, си пројде. Овој тука запнал исто за 7 евра, што го спомнувате од Карпош, Брдоњана. И таму никому ништо. Нема казна. Законот е донесен во време не на патриотите. Ово е Бранко Црвенковски која беше главен, која го даде платон ондека кај Југобанка, сега што е Джамбо Веро. За ишпари го даде. Значи, заради тој јавашлук и дивиење на нашите политичари, додоа до овие работи да се продава земјиште кое кошта огромна пара у нормални услови и у културни држави. А кај нас тука за ишпари, па ќе ми објасне тој Степчо, па знаете ли колкави се комунали? 90 секунди измина, еве како информација ќе потсетиме дека државниот обвинител Љубомир Јовески најавува дека доколку се утврди криминал ќе се истражуваат случаите на продажба на државно земјиште, тоа во центарот на Скопје, како и спорот Пуцко Петрол против државата и општина Карпуш. Секако многу повеќе за оваа вест на telma.com.mk. А што се случува онлайн? Така, може да видиме нов пост поврзан со нашата тема од Твитер, кој гласи: тие парцели претходно си беа приватни, ама немаа маркици за стамбени згради од по 6 ката, туку беа само за канцеларии и лесна индустрија, или како и да се вика сепарации и сервиси. Откако се направи таков дуп, веднаш ги купија инвесториве кои градат без пари. Она што е за потсетување дека денеска зборуваме целосно за тоа како би можело да се полни општинскиот буџет, а тоа може би да не биде само со издавање маркици и продажба на земјиште. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Да, добар ден, молам. Црвена линија, одлично е слушам. Да, не друга уклучува. Повелете. Дали се слушаме? Вклучени сте во емисија, во живо? Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро преку слушалка да се слушаме. Добар ден, уште еднаш.
Сега. Почнете и ако не слушате, кажете, повелете. Не, ја ве слушам супер. Дали вие не ме слушате? Да. Добро, вака. Сега ти кажем вака. Добро. Касни 3-4 секунди, затоа напред-назад, аналогно, дигитално, така, вака да ви кажем. Вика, како беше девизата? Во здрав дух, здраво тело, или во здраво тело, здрав дух. И секоја почињаме од физкултура. Разбирате, уште од прво оделение од мора телото и човекот да се оформи. Ове што прават? Игралиштата ги продаваат. Градат згради. Ја ти реков, колку и да не го сакам господинот Груевски, ове сите сали што ги имаме, затоа имаме добар ракомет, добар кошарка, добар... Ако може без имиња, само на партии, поединци ве молим. Еве ќе се повлече, не спомињам имиња. Со сали ве зборем. Сега го каже салата се вика Борис Трајковски и тоа не важи. Салата дека се вика Борис Трајковски и тоа не важи. Важи, тоа е сала. У здрав дух, здраво тело. Мора да почнеме од тука. Од тука. Прво, било кој градоначелник, градоначелничка, да почне од тука. Од децава, како да кажем, од пионериве, од омладинциве, како да кажем. И после, нормално, кој ќе биде оформен Стасана, Дејка или дечко, ова, атлета, да видиш какво имаме после. Останете со црвена линија, благодарам што се вклучивте. Одиме со уште еден пост. Така, идеме од Твитер. Ова е мислење на Бисера, кој гласи: идат локални избори. Ако размислам убаво, единствено што прават локалните власти еменување плочки, бехатонки и издавање маркици на мафија. За сликање прават по некоја детска лизгалка или по некое смешно парче трева, не поголемо од 30 квадрати. Одете пак, гласајте ги. Тоа е на Бисера став. Секако ве подсетуваме дека треба да продолжите и вие да коментирате на Facebook црвена линија, Instagram и Twitter. Веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па градоначалниците можат да си имаат пари на еден начин само. За да го зголемат буџетот во градската каса. Доколку граѓаните имаат работа и ќе ја наполни касата. Ама привидејќи вие медиумите инсистирате да не се случи тоа, мобилното биро да го направат и да работат кога ќе ги праќаат, а не да одат од градоначалникот да барат пари, него тие да ја полнат касата и градоначалникот да може да гради нешто по градот, по секој град, по секоја општина. А вака, како што настапувате со вашите емисии на многу програми, мобилно биро е спас од сега, тоа е модерно доба, како што те гледам модерно облечена, модерно со колегата зборувате. Дали може да ве прашаме нешто? Дали сметате, не знаеме од која општина сте и дали сте од Скопје, но дали сметате дека подобро е да се градат повеќе игралишта, паркови, простори од јавен интерес? И фирми за работа, и зашто тие работници ќе ги дадат парите за фирмите што ќе се градат. Може да прозборам сега на мојот дијалект. Вака. Кога ќе сакат они да се облечат по-добро и да не се като треба влечат, треба малко и они да се засукат ръкавите и по-зако да си го разчепкат. Ај, пријатно! Пријатно и благодарам, го цениме вашето мислење. Секако ве подсетуваме, не заборавајте доколку сакате и најбрзо и најдобро да сте информирани, tilma.com.mk. Имаме, се надевам, уште еден коментар, одиме и со коментар. Така, имаме порака од Драгче, која гласи: на градоначалникот на Карпуш му одговара да се изградат зградите во Влаја, бидејќи ќе профункционира надвозник од Влајко, кој го изгради истиот тој. Драгче вака коментираше, сега веднаш вклучуваме и гледаш. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично, не слушаме, повелете. Јас, да можам само да ви пратам слика од улица Прашка, што се наоѓа во Тафталиџе 1, каде што е и нова и гимназија. Пратете слободно, ќе покажам јас. И школа. Тука слободно, кога ќе отворите, како да одите во некој ходник.
Од лева страна индивидуални куки што беа бараки се направени згради на 4 спрата, од десна страна зависи од кај одите. Овако ќе видите облакодери. Тоа згради, што да ви кажам, и уште се гради. Значи, вие може да замислите градоначалник на општина Карпуш, како функционира и како дава, не знам кој збор да го кажам, дозволи. Сега карши школото Скоменски, не знам 15-16 катница да се извади, да се направи, а тоа било некое местна заедница и така. Значи, ова, ја не знам дали некој градоначалник има што знае убаво да работи, па да направи зеленила. Како може само со градење? Само мафија градење, не знам како да кажам. Значи, сум живеела во центар, во Црниче, сега во Тафталиче. Меѓутоа, ова е, не знам, не можам кој збор да го кажам, значи, буквално како уходник да идете. Тоа е ненормално, па тие прво не се пуни сите овакво станови, да речем. Ја не знам ова волку што се гради и како се гради, значи само општините да гледаат од изградување, фактички од данок на имот да живеат, тоа им е работата. Благодарам што се вклучивте и секако доколку имате такви некои фотографии кои што сакате да ги покажете, испратете ги на Facebook Црвена линија, секако ќе покажам. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? И на 023076677, ева уште еднаш подсетувам, ама така мора правило намалете го тонот на ТВ приемникот, не случајно го вилиме со тео тоа. Ало? Да, подобро да се слушнеме. Добар ден. Ало, ве молам, уклучите ме. Одлично ве слушаме, повелете. Ве молам, уклучите ме. Ама вклучени сте, повелете. Вас ве слушаме. Се јавуваме од Пробиштип. Голем поздрав до Пробиштип. Се јавуваме од Пробиштип. Ако негде се највише работи криминалот, непотизам, криминал и корупција, тоа е во катастрот при општините, кои директно се поврзани директно со катастрот на Република Северна Македонија. Се одзема државен имот, се препродава поевтино, се препродава поскапо. Се одзема приватен имот, се одзима приватен имот со подарок за поклон од собственици во прв наследен ред, се дава на блиски сродници, се препродава поскапо, на пријатели, се крсми како што треба, како сака. И имаме правосилна судска пресуда на Управен суд на Република Северна Македонија, потврдена. И времето за жал истече. Така, ама затоа сега се префрламе ние на нашата социјална мрежа на Facebook во пораки. Имаме порака од Славе, кој ни пиша: све само финансиски инспектори ви се вуваат, а во суштина скопјаните сакаат Скопје се затвори, да не биде отворен град, и тогаш нема да има градба и нема да се богателе градоначалниците. Така коментираше Славе, а ние сега малку одмараме со реклами. Се вратиме после рекламите и сега е време да ги покажеме крајните резултати на нашето анкетно прашање кое беше поставено на нашата социјална мрежа на Инстаграм. Дали би живееле во внатрешноста доколку стан од 80 квадрати е 32.000 евра? Да со 47%, не со 53%. Скоро па изедначено. Она на што ве препуштаме е програмата на Телма телевизија. Останете и уживајте, а се гледаме утре во истото време 16:15. Чао, чао!